Еве сме во вториот дел од нашата емисија. Изборот на храна и физички активности што секојдневно го правите има ефект врз вашето здравје. Како се чувствувате денеска, така ќе се чувствувате утре и во иднина. Главните насоки на оваа тема ќе ги да знаеме од мојот гостин Јосиф Дамјанов. Добро утро, Јосиф, и добро ни дојде во утринската програма. Добро утро, Ања, и фала ти на поканата и возбуден сум и затоа што ми е прва утринска емисија што некогаш сум ја снимал. Инаку не ми е прв пат да се експонирам јавно, пошто дали позборувавме се околу епизодите. И им посакувам исто и на гледачите добро утро, да имаат супер ден и тоа што можеби денес некој се осеќа лошо, може утре да го смени, затоа што може денес да направи некоја промена у начинот на живот и сето тоа да резултира со нови промени. Така. Најнапред да кажам, еве, во тека, мислам, пред нас е зимото, во тек се и вирусите. Како да се заштитиме на најприроден начин, еве, како главен совет и како започеток на нашиот разговор, да кажеме најпрво за тоа? Да, па актуелно е, нели сега тоа, али видете, у принцип вирусите се нешто што постоело од самото од постанокот на човештвото и на планетата. Проблемот е тоа што голем број на луѓето почнуваат да можеби да превземаат некакви мерки за вирусите, односно да го покренат имунолошкиот систем откога ќе се случи проблем. И најчесто повеќето од нас посегнуваме по по витамин С, по некаков додаток во исхрана, откога ќе настинеме, ќе се растече нос, ќе почнеме да киваме, а тоа е погрешно. Имунолошкиот систем и имунитетот се гради секојдневно во текот на целата година, 365 дена. Така да, како да се справиме, сега не е прашање, туку можеби ќе си припомогнеме со некој додаток во исхрана, лек, чај и слично, али тоа треба да биде поука дека следната сезона, есен, зима, менување и така натаму, кога се најактивни вирусите, кај што многу од луѓето ги имаат проблемите со настинки, да сега почнат да го градат имунитетот, затоа што дефинитивно тоа што ќе го внесеме во устата ќе резултира со резултатите и во имунолошкиот и во сите системи кои што ќе има во телото. Така. Јосиф, според тебе, кој е клучот на успехот? Спортувањето, здравата исхрана или нешто сосем друго? Или заедно? Па зависи што подразбираат луѓето под успех. У принцип, секој од нас има различна перспектива и замисла за успехот. У погледот на здравје, изглед и слично, не ги знам конкретните цели на секој од луѓето, али во принцип дали вежбањето или исхраната, тоа е спој. За она што е моја филозофија и ја што го имам научено и практикувано е дека процентуалната застапеност треба да биде некаде 80% фокус на исхрана, 20% на вежбање, за 100% резултати. Сега пак ќе речам, зависи која е целта на човекот, али у секој случај, според мене, многу е поважно како се храниш, бидејќи вежбањето како вежбање е супер, но у секој случај, ако исхраната не биде добра и тој градежен материјал кој што помага за регенерација после вежбање во текот на целиот ден, онда ќе имаме проблем. Така. Да. Јосиф, ти со твоето долгогодишно искуство, верувам, знаеш да ни кажеш, си имал различни случаеви, си работел со луѓе, им помагаш на луѓето кои што имаат проблем со своите килограми. Колку е тешко да се задржи посакуваната тежина? Колку луѓето се придржуваат кон здравата исхрана? Колку се дисциплинирани, да кажем? Тоа е толку тешко колку што е тешко и да не се задржи. Пошто, мислам, тука е прашање на карактерот кај луѓето, пошто и друг проблем е тоа како си ги поставуваме целите, затоа што многу луѓе со кои што јас се среќавам секојдневно, целта им е, не знам, да за одреден временски период се направи некаков мерлив резултат. Затоа што, не знам, имаат свадба, имаат матурска, некои ќе се експонираат на некој настан, па немој да се срамат и така натаму, што е у старт погрешно. И нормално е дека ќе биде тешко, затоа што тој настан ќе помине, таа свадба ќе заврши, ќе те видат луѓето и окей, да, супер, си ти ослабен и можеби подобро изгледаш за разлика од порано, но што после тоа? И ако ме прашувате за што е клучниот момент и колку е тешко, пак зависи тоа од човек до човек и каков е карактерот. Бидејќи она што ќе одлучи дали ќе биде тешко или лесно,
е карактерот на луѓето, а за карактерот и за тоа какви навики и која ќе биде дисциплината дома кога никој не гледа, тоа мислам мора секој човек да си го реши сам дома. Пошто ни јас ни ти не можеме да влеземе кај некого у кујна и кај некого дома и за него да јадеме и да готвиме и да вежбаме. Тоа е индивидуално, нормално е дека и јас и луѓето кои што се занимаваат во оваа област и во оваа индустрија, помагање на луѓе, исхрана, вежбање, фитнес тренери и така натаму, се секогаш тука да дадат и мотивација, и информации, и поддршка, и знаење, и можеби да направат програма и да бидат до луѓето до остварување на целта, али пак на крајот на денот се сведува на тоа на карактерот на луѓето. Мислам, и тоа се вежба и тоа се учи. Многу често и карактерот паѓа во вода откако многу пати луѓето ќе пробаат напред назад и знаете се губи самодоверба, почнува човек да се разочарува, почнува да си кажува на себе ја не сум за ова, не ме бивам. Не, тогаш која е главната мотивација? Како се мотивираат тогаш? Главната мотивација е самиот процес, искрено. Пошто еве ја мислам ова не го кажувам пошто го имам прочитано или не знам или сум многу едуциран во овој дел, тук едноставно го имам поминато патот и за мене мотивацијата била процесот и можеби некогаш и мотивацијата е тоа што ќе ти дојде преку глава. Што жалосно е што повеќето од луѓето правиме промена која веќе ќе ни дојде преку глава да се чувствуваме лошо, да изгледаме лошо. Колку и да можеби така ни скренуваат внимание и од дома и пријатели, да иземи се на себе и слично, али на крај пак за мене мотивацијата беше тоа дека веќе реков ја не смеам вака веќе да продолжам и да живеам пошто тогаш бев 23 години и она што беше мој нормален ден и секојдневие да пиеш 6-7 кафења дневно, да немаш енергија, да ти се спие после ручек, да ти се јаде благо и грицки навечер, да не можеш да се разбудиш на сабајле 2-3 пати неделно да те фатат киселини и тоа се работи со кој што многу од луѓето се соочуваат и го живеат како секојдневие и го прифаќаат како нормално. И моментот кога ќе биде ненормално и кој ќе си речеш доста е веќе, тоа е најголемата мотивација. Некогаш може мотивацијата да биде и тук пример, тук е инспирација, така познаваш некој пријател кој што знаеш како живеел, знаеш како изгледал и наеднаш преку ноќ почнува да менува некои навики и после 3, 6, 12 месеци гледаш тотално нов човек и тоа некогаш е огромна инспирација. Можеби јас сум бил за многу луѓе инспирација. Така. Верувам. И јас. Така, значи, ајде да им кажеме еве на гледачите за сите оние кои што не гледаат, како најдобро и како најдобро да го започнеме утрото? Со каков поедок? Со што? Со вежби, Супер и со двете. Значи со вежби и со исхрана затоа што така рековме дека е 100% резултат. И тогаш метаболизмот добива најголемо можно убрзување на почетокот на денот, али у секој случај пошто повеќето од луѓето ќе немаат време за вежбање, тоа значи дека денот треба да се почне буквално бомбастично, нутритивно гледано, затоа што во текот на ноќта додека спиеме се одвиваат метаболички процеси кои што значат регенерација на клетки, ткива, органи и слично. И кога ќе се разбудиме сабајле, телото е дехидрирано. Ако застанете на вага сте кило и пол полесни од вчера. И тоа е супер и затоа сите луѓе тогаш се мерат. Тоа значи дека сме дехидрирани и клетките се празни. Од типот немаат веќе витамини, минерали и јаглохидрати, значи буквално се што од претходниот ден сме го ставиле во телото е искористено во текот на ноќта. Што е отидено во сало, што е отидено во мускули, што е во други некои системи, во секој случај сме празни. И она што е важно во првиот пола сат до саат максимум од станувањето е да на телото му се даде хидрација и да му се даде нутритивна вредност. А тоа значи комплетен оброк. За да се активираат правилно и нормално сите системи, од витамини, минерали, протеини, јаглохидрати, не знам, масти, вода, растителни влакна, буквално се му треба. На тој начин би го убрзале метаболизмот за некаде 50 до 60% и она што треба да биде предизвик во остатокот од денот и да секој од нас би требало да го прави е да воведе оброци на 3 часа кои што
ќе ја држат таа брзина на метаболизмот. И кога ќе ја држите таа брзина на метаболизмот, се чувствувате поенергично, бидејќи се ослободува енергија. Ако имате вишок на масти, ќе почнат да се активираат тие резерви на енергија кои што се складирани во сало, ќе почнат метаболички процеси во телото да се средуваат и да се поправаат и да се чувствувате подобро. И на крај крајва тоа не е ништо ново. Мислам, не е тоа дека некој јас или некоја компанија го измислило, тоа го измислила природата. Ние сме така создадени, дете кога ќе се роди цица на 3 часа и тоа треба да биде доживотно. Да, појадокот е најважен и треба да биде комплетен оброк. Али сега пак тоа е знаете, мислам, тоа е веќе за подлабока дебата што значи комплетен оброк. Пошто постојат и многу тези, многу, ако вземете да проучувате малку по интернет, има премногу информации кои што нели кажуваат за каков треба да биде појадокот. Според мене и тоа што јас сум го научил при мене или ми дало резултати е дека оброкот треба да биде комплетен буквално на сабајле. Тоа што јас го правам е вода, чај, протеински шејки, тие се, мислам, тоа е мојата навика во изминативе 5,5 години. Така, спомнати дека појадокот е најважен, но многу луѓе го прескокнуваат. Со оглед на тоа што се на работа, едноставно забораваат, немаат навика за да појадуваат и јадат само еднаш дневно и мислат дека така ќе добијат резултати, а тоа е многу погрешно. Точно. Порано добар појадок беше леп маргарин и парче сувомеснато. За порано зборувам. Уште е добро. Уште е добро тоа, вкусно. Да, за некој, да. Вкусно. А сега дојдовме во време кога едно зелено јаболко е вистинскиот појадок и доволен, според мене. Добро. На што се должи оваа промена? Што мислиш ти? Се должи, пошто видите, многу е, мислам, веќе е станато тренд и Преплавени многу е сме со- актуализирано. Да. Прва работа ради тоа што ако земеме статистички податоци од тоа како изгледа, не знам, бројот на луѓе со покачена телесна тежина е застрашувачки. И она што е уште позастрашувачки, што ние како популација веќе прифаќаме дека да имаш вишок од 5 или 10 килограми, па и не е нешто страшно. Да. Дека има и полошо, дека може да се зацкрие со алиште и така натаму. Од друга страна, да не зборуваме за сериозни здравствени проблеми кои што дефинитивно го косат човештвото. Земете од диабет, земете од кардиоваскуларни проблеми, ракови и така натаму. И тоа не доаѓа затоа што имаме стрес. И поради тоа што е најлесно да се оправдаш на стрес. И мене ми е стрес на работата, стресен ми е животот и затоа се појавуваат тие работи. Да, тоа е Храната точно има на најголема некаде. улога. Али ја гарантирам дека многу поголем стрес телото доживува кога ќе немаш правилен начин на живот, лоша исхрана отколку самиот стрес како појава ситуации и слично. И околу појадокот што кажа дека порано нели било добро, мислам и денеска ќе е добро ако изворот на тој леп, на тоа парче месо, на не знам, на мирниците кои што ги јадеме дома се од домашно потекло. Да. Еве, ја моите баби и дедовци не ги познавам како луѓе со вишок на килажа, да речем. Да, нормално е дека староста носи нели здравствени проблеми, али ја не ги познавам како такви, затоа што немале они не знам некое апче па нив ги слабеело или немале не знам каква диета па се чувствувале добро, туку тоа што го јаделе било прво редовно, второ било природно. И тука е целиот проблем. А за зелено јаболко пак ќе речем тоа е голема дебата и на крај крајава се што на луѓето им дава резултат, а резултат подразбира добро да се изгледам, да се чувствувам енергично и да немам никакви здравствени или велнес промени, во тој случај треба да продолжат да го прават и тоа. Доколку нешто не е како што треба, во тој случај значи дека треба да се промени. Многу луѓе почнуваат да менуваат, тоа ме радува. Многу луѓе почнуваат да се освестуваат и да бараат решенија. И затоа е многу тренд станато сето ова, и здрава исхрана, и вежбање, и начин на живот. Премногу медиуми зборуваат за тоа и премногу веќе и луѓе како професии тоа го имаат. И тоа е еден супер знак и повторно. Далеку сме од подобри резултати, пошто она што е уште пострашно е што
децата кои што учат од повозрасните, и доста има застрашувачки статистики во градинки, во основни училишта, така да генерациите кои што тек сега доаѓаат, мислам дека ќе донесат уште поразителни статистики, али тоа може да се промени. Така. Може да се промени, јас сум оптимист и од свој личен пример и знам дека тоа е можно. Така. Подршка си им на многу луѓе. Дали се уште им препорачуваш она традиционално јадење, традиционални оброци кои што порано ги имале постарите? Кога веќе спомена за тоа. Види, традиционалните јадења никогаш не ни биле проблем во изгледот и здравието на луѓето. И традиционалните јадења и се уште ги има. И ручекот никогаш не е проблем кај луѓето. Да. Проблемот е тоа што ќе се јаде пред ручекот и тоа што ќе се случува после ручекот. Бидејќи, пак ќе го спомнам, почетокот на денот е од исклучително значење како ја ќе се чувствувам во текот на денот, колку ќе имам енергија, колку пати ќе ми се стреса снагата за да јадам благо, така, пошто вие кога ќе ги имате тие неправилни гликемиски параметри, односно шекерот кога ќе почне да се катапултира и да паѓа, во тој случај нема да ви текне на брокула која ќе ви се стресат рацете, така, туку ќе ви текне на нешто што е проблем и што не е баш здраво и што нема баш добар нутритивен состав, која ќе си дојдеме за ручек, без разлика што не имаме традиционално јадење, најверојатно ќе се прејадеме. Пошто сме веќе прегладнети, мислам, и тоа 90% од луѓето живеат во тој затворен круг на непојадување, на можеби некаков појадок ако имаат време за узработа, повеќе на фрлање на грицки, на благо, на сокови, на кафиња кои што подигнуваат енергија на кратки рокови, за да се издржи до ручек и за ручек си да дома се прејадуваш и потоа прилегнуваш малку во кревет, да одмориш од ручекот и почнуваш со прошетка низ висеки, фрижидери, така натаму, попладневно. Тоа е, мислам, начинот на живот кој што повеќето од нас го има. Јосиф, ти по професија си софтверски инженер. Да. Од каде идејата и од што те поттикна да се занимаваш токму со овој здрав начин на исхрана, активност и да им го пренесеш на луѓето на кои што им помагаш? Програмер значи дека може да прави програми за исхрана. Да. Што ме поттикна? Прво ме поттикна тоа што целиот момент на менување на своите навики и тоа како јас ја доживеав цела таа промена и што се добив од таа цела промена, ме поттикна да ми се раѓа страст околу се што значи исхрана, да ме интересира, да бидам љубопитен, вежбање, почна да ми се јавува страст во тоа да помогнам на други луѓе, бидејќи јас знам колку е од огромно значење и колку на човек може да му промени не само во чувство како енергија, туку колку може да помогне во враќање на самодоверба, во некои емотивни практично состојби кои што сме мислеле дека веќе не се за нас. Искрено, мене самото тоа дека можам да допрам до многу луѓе ми направило да почнам да се интересирам околу сето ова, пошто сватив после студирањето дека можеби тој начин на живот програмерски не е баш за мене. И искрено тоа барем како начин на живот подразбира малку да си у поголема комуникација со компјутер, да си врзан за едно место, а тоа не е дел од мојот карактер и затоа барав некоја промена. И пошто сакам луѓе, и пошто сакам луѓе и сето ова ми стана некако супер склоп и се пронајдов и затоа почнав да помагам и на други луѓе и да се надоградувам во оваа област, пошто искрено бев табула раса, мислам тотално немав никакви познавања, ниту од теоретски, ниту од практичен аспект, пошто ниту изгледав нешто хелти, ниту се однесував така, ниту па имав некакви познавања, али се е можно човек да се промени, не е потребно, мислам, не знам, не е ни квантна физика на крај крајава начинот на исхрана, едноставно мислам, ние луѓето самите го комплицираме затоа што е многу едноставно.
да бидеш редовен во оброци и да не јадеш глупости. Тоа е цела. Така. Значи, јас тука би се надоврзала за физичката активност, да споменеме нешто повеќе. Голем број на поединци највеќе се мотивираат преку летниот период за да изгледаат онака пофит. Кој е твојот процес и како би ги мотивирале преку целата година луѓето да вежбаат, освен што се хранат здраво, да вежбаат преку целата година. И многу луѓе, јас лично ги познавам, само преку лето вежбаат и толку, значи зимен период се да не речам во пештера, толку дома и никаде на друго место. Која е твојата клучна цел за тоа? Па, види, мислам, со сила некого да го измотивираш, не можеш. Не можеш, да. Ако сам не е мотивиран. Друга работа, повеќето од луѓето, пак ќе речам, превземаат некакви мерки и почнуваат со некакви промени од причината затоа што некој ќе треба да ме види. Кој што споменав и на почетокот, ќе имам свадба, па морам да се подсредам, пошто ќе има таму многу луѓе ќе ме видат, срамота е. Летно време почнуваат да вежбаат луѓе затоа што ќе треба да се појават на плажа 10 дена и како јас ќе излезам, гледај каков сум, каква сум, треба да се променам, ќе ме види некој. И тоа е клучниот проблем. Кога ќе почнеш, лично за себе зборувам и мојот пристап, како што јас на себе си зборувам, кога секој од нас би почнал да повеќе се оптеретува и да размислува на тоа како он себе се доживува кога ќе се види во огледало, и ако него му е важно што гледа во огледало, и ако него му е важно како он за себе лично се осеќа, он за себе лично што мисли и така натаму, тогаш ќе почнат да се случуваат промени на долг рок. Пошто и на тие луѓе им е јасно дека за еден месец нема ништо чуда да се случи. Само повеќето од нас ни е полесно да веруваме дека сепак постои некое магично стапче кое што за еден месец ќе ни ги реши сите проблеми кои што сме ги навлекле во прошлите 11 месеци, и дека за еден месец ќе излезат стомачни, и дека не знам како ќе изгледам, а тоа е сосема невозможно. Зошто се случува сето тоа? Мене не ми е јасно, например. Мислам, не ми е јасно, туку зошто сите бараат за краток временски период да достигнат до некоја посакувана тежина? Зошто? Па затоа што е тешко, мислам, види, се што е убаво и добро е тешко. И се што звучи диета за 7 дена толку ќе намалиш. Апче со кое што не знам ќе се препородиш. Оваа вежба ќе ти излезат стомачни, со таа вежба ќе затегнеш задник и така натаму, значи колку и да сме свесни дека тоа не е можеби возможно, сепак супер ни звучи. И сепак пак постои можеби некоја мала надеж кој ќе си речеш па ајде, знаеш, ај ќе пробам, пошто што ќе изгубам, се работи за 3 недели, ќе стегнам заби, ќе изгладувам што треба ќе направам, ќе издржам, после ќе поминем, па после ќе мислам. Мислам, тоа е повеќето од луѓето размислуваме на краток рок. И затоа ги прифаќаме таквите работи. Она што е повторно клучно е да бидам свесен дека тоа не функционира. Кога ќе бидам свесен, нема ни да го прифатам. Кога нема да го прифатам, веќе ќе почнам да размислувам на некои поверојатни опции кои што на долг рок ќе ми донесат резултат. Али пак ќе речам, и на долг рок можеби тоа ќе биде година-две, можеби после тоа пак ќе се вратиш на старите навики. Има и такви случаи. Има. Тоа е нормално. А тоа мислам дека е полошо од она што еден месец ќе се придржавам, па после ќе се опуштам. Мислам дека тоа е полошо веќе кога една година, 2 години си се навикнал на здрава исхрана, на здрав живот, да почнеш пак по-старо. Да, али пак, знаеш, тоа е веќе не можеш на човек да му влезеш ни у глава, ни дома. У принцип, можеби некојаш се работи за некои ситуации приватни, постојат исто така и не знам. Можеби здравствени ситуации кои што ќе те натераат да малку можеби избегаш од сето тоа што претходно ти било приоритет, и да можеби емотивно почнуваш да се задоволуваш преку храната. Секакви ситуации постојат и пак ќе речам, тоа е дискутабилно и подлежи на дебата, и секој индивидуално треба, мислам, си знае за себе. Не ги оправдувам, никого не оправдувам, али можам да разберам. Пошто, не знам, можеби после 5 години мене ќе ми се деси нешто.
Кажавме, Јосиф, како најдобро да го започнеме утрото, со каква исхрана, но еве да кажеме кога луѓето се физички активни и кога спортуваат, што треба да конзумираат пред да го направат тоа, пред тренинг? Што да пијат и што да јадат? Еве, кој е твојот совет? Зависи кога е физичката активност. У принцип, ја тоа што го правам, ако планирам утринска физичка активност, не јадам ништо, искрено. Али тоа веднаш го правам откако ќе станам, пијам вода, чај, одам да вежбам, па потоа почнувам со јадење, доколку се работи за попладневните часови, тоа што јас гледам да го истемпираме ручекот да ми биде некаде 2 часа пред вежбањето, бидејќи ручекот најчесто е комплетен оброк, со тоа ќе обезбедите и јаглехидрати кои што ќе помогнат за да има извор на енергија за време на тренингот, ќе има протеини, ќе има се што му е потребно на телото и тоа што го правам јас ако се работи за попладневните часови е да ручам. А конкретно можеби ако некој се занимава малку попрофесионално, тогаш претпоставувам и не се работи само за еден тренинг, можеби да се работи и за 2 тренинга во текот на денот. Тука веќе има некои детали кои што треба да се запазуваат, али сам ако навлеземе сега ќе треба до 11 да седиме. Колку е погрешно јадењето после тренинг, одма после тренинг? Воопшто не е погрешно. И многу луѓе го мислат дека е многу погрешно. Не, воопшто не е погрешно. Мислам погрешен е оброкот ако е погрешен. Така. Али јадењето после вежбање и како е важно, затоа што како тоа би го објасниле, секоја физичка активност со себе носи оптеретување дополнително на системите. Се троши, спукаат мускулни влакна, кардиоваскуларниот систем е под голем напор, респираторниот, значи коските, буквално се става под малку поголем напор за разлика од тоа кога сме седеле или биле на работа. И нормално е дека се трошат многу нутриенти во текот на вежбањето и е многу важно тие да се вратат и да почне процесот на регенерација после вежбање. На жалост, многу од луѓето со цел да можеби, особено девојките го имате тој проблем, со цел да ослабнам и да не се поправам, најчесто после вежбање се јаде марула, или не се јаде ништо, затоа што на тој начин сметаат дека супер е што потрошиле калории, сега дополнително и нема ништо да внесат до легнување и ќе биде супер. Али, од друга страна, ако малку повеќе се заинтересираме за тоа како работи метаболизмот, ќе дознаеме дека колку повеќе го гладуваме телото, толку побавен ќе ни биде метаболизмот. Колку побавен метаболизмот ќе ни биде, толку ќе имаме поголема тенденција за ставање на резерви во масти, односно покачување на телесната тежина. И ако на дол крок го правиме тоа, не ни се пишува добро, затоа што по мене најголемата и фатална грешка која што може да му ја направиш на телото е да вежбаш и да се храниш лошо. Бидејќи на дол крок, многу ќе го трошиш телото, ќе го трошиш, воопшто нема да го регенерираш и да му даваш добар градежен материјал за да може да се крпи и на дол крок најчесто ќе се деси повреда, можеби некој мускул ќе се оштети, лигаменти, тетиви, имунитет ќе падне, косак може да почне да падне, ногти да почне да се кршат, се е поврзано во телото. И ако телото, што е толку совршена машина, ако не успее да ја најде храната од устата и од тоа што ние го внесуваме, ќе ја најде од периферијата. Ќе почне да користи како извор на енергија гликоген од мускулите, ќе почне да користи витамини и минерали од ногти, од коса, од кожа, од периферни делови, од коски и надол крок може да се деси хаварија во телото и хормонални проблеми и се тоа што денеска е нормално. Што практично не е прифатено дека и така треба да биде. Кажавме за исхраната, но не ја споменавме водата. Водата е многу битен сегмент во здравиот начин на живење. Ето малку да кажеме за тоа колку е препорачливо да се пие вода за сите гледачи кои што не гледаат и што не знаат се уште. Од Светска здравствена организација има прифатено правило дека на 25 килограми телесна маса доаѓа литар вода дневно.
со тоа што ако сум Во 50 просек килограми, околу 2 литри, два ако литри. сум 75, 3 литри, значи проста е математиката, али што е исто важно да се спомене дека водата не ја заменува никоја друга течност освен незасладен чај. Многу од луѓето, еве, кои што и јас се среќавам и со кои што работам, на прашањето колку вода пиеш ми одговараат па пијам течности. Бидејќи во течности подразбираат и супа, и сокови, и јогурт, и млеко, и кафе, а мислам тотално немаат врска едно со други, и под вода подразбираме вода и незасладени чаеви. За многу од луѓето тоа е голем проблем. Многу од луѓето не пиеме вода, бидејќи повеќето од нас, и вклучително и јас пред да ги променам навикиве, живеев со секојдневието дека пијам вода ако сум жеден и јадам ако сум гладен, а тоа е многу погрешно. И жетта значи веќе аларм дека сериозно доцнеш. Не треба да се појави жет или глад за да јадеш и да пиеш. У принцип тие литражина вода кои што можеби за некој од луѓето сега изгледаат огромни количини, затоа што сум пиел 2 чаши, сега 3 литри ми е вау. Али у секој случај сето тоа е навика, не треба да ако сум пиел 2 чаши од утре да почнам со 3 литри, али да имам тенденција на зголемување. За еден месец ќе влезе во навика и телото веќе ќе му самото тоа ќе биде ќе почне да ја бара водата. И пак ќе речам, и да не му ја обезбедуваме преку чаша и преку уста, ќе си ја најде телото потребната количина на вода и секогаш водата која што му недостасува ја бара од дебелото црево. Свесни сме каква вода има во дебелото црево и колку се треба телото да се мачи за да ја пречисти таа вода, за да може да ја користи во метаболичките процеси и свесни сме кога ќе нема вода во дебелото црево дека ќе настане запушување и свесни сме дека огромен број на луѓето имаат проблем со подуеност, со столица на 7 дена, повторно нормално прифатена работа. Така. Јосиф, не очекуваат божикните, новогодишните празници, слави, мендени и така натаму. Без разлика што трпезите се постни. Што е според тебе, како да се заштитиме од зголемување на килограмите, ето од сите овие прослави кои што ни следуваат во текот на декември и јануари месец? Фластер на уста. Така. Како да се заштитиме? Види, не прави разлика дали славата е постна или мрсна. Сите мислат дека постното е всушност многу здраво, уствари не е. Многу е здраво. Не е точно е, според мене не. Окей, али не, види, постното е здраво. И мрсното е здраво, али се што ќе го претераш веќе не е здраво. Ти можеш да се натовариш денеска со овоше 3 кила да изедеш, така? И тоа овошето е здраво. Али дали е правилно на крај на денот е прашањето. И токму и тоа сакав да кажеме за тоа дека многу луѓе мислат дека ако јадат цело време овошје, па и зеленчукот ќе оставам настрана, не знаат колку овошјето имаш всушност шекери. И многу тешко се разградуваат, особено кога го јадеме после 6 сат. После 5 сат. Многу луѓе не го знаат тоа. Не го знаат, нормално. Па пак ќе речам, затоа константно и она што јас го зборувам и што сум го научиле да успееме да направиме баланс, затоа што од друга страна и шекерите се важни. Али повторно, не е само здраво да се храни човек. Мислам, цел ден овоше супер, ама не е правилно. Цел ден зеленчук јади супер, ама не е правилно. Фалат други нутриенти. А у поглед на тоа дали е постно или мрсно, пак не е проблем дали е постно или мрсно. Прашање колкава количина ја скизена, пошто ако се постни сарми ја 10 ако изедам, е веќе проблем. И за славите, она што и за овој период на празници, искрен да бидам и јас прашање дали ќе успеам да можеби не претерам во некои денови со калории, али тоа не е ништо проблем ако мојот распоред на оброци и нивната редовност и количината на вода која што јас ќе испијам во текот на денот биде во ред, ако си практикувам и понатаму активен живот и ако после таа слава која што можеби ќе биде вечерва или после Божик или Бадник кој што ќе се прејадам, што ќе правам другиот ден е прашање. Да. Нема, мислам, не е проблем еден оброк во денот. Не е проблем ако внесам во еден ден 2000 калории повеќе од тоа што мене ми е потребно. Проблем е 500 калории повеќе секој ден. Што повеќето од луѓето го прават.
Колку е битно броењето на калории? Многу луѓе ги бројат калориите во текот на денот, затоа треба да имаат и познавање. Да. Колку луѓето И имаат затоа се познавање за ова? откажуваат. Затоа се откажуваат, затоа што Според мислат мене е дека многу броењето битно. на калории е клучното. Важно е да се бројат калориите и мислам да се бројат. Важно е да се внесе потребниот број на калории. Так. Се што е премногу е проблем, ќе премине во масти, се што е премалку ќе премине повторно во масти, затоа што ако внесуваме па премалку калории, повторно метаболизмот нема да ја најде потребната количина на енергија од калориите, од храната, повторно ќе почне да троши периферни делови на телото, а дел од храната ќе ја стрга во резерви, затоа што си рече, па Јосиф може и утре ќе ме гладува да ја да си тргнем на страна. Сега, пак, броењето на калории искрено треба познавање и многу од луѓето би се откажале уште у старт. И јас до ден денес искрено, ако ме прашаш, не знам точно во секој производ колку калории има. Она што е многу поважно е изворот на калориите. Пошто ја што ако бројам калории, денеска треба да внесам 2000 калории и 1000 ги внесам од чипс, 500 од благо и 500 од сок. Так. Јас сум днел 2000 калории, ама погрешни. Так. Од друга страна, воопшто нема потреба за броење на калории, доколку ја имам редовноста на оброците. Так. Јас ако јадам на 3 часа, гарантирам дека немаш прво желба за такво јадење лакомо. Од друга страна, немаш капацитет за да изедеш толкава количина на храна, бидејќи едноставно немаш потреба. И у тој случај, сакал или не икел, ќе бидеш околу твоите потреби на калории. И на крај крајава телото ќе ти каже. Мислам, ќе видиш и на огледало, и на чувство, и на кожа, и на будење на сабајле, и употреби за кафе. Мислам, се тоа ќе го покаже самото тело и резултатите. Јосиф, и пред самиот крај на нашиот разговор, еве да им кажеме на гледачите кој е вистинскиот совет и клучот на успехот. Предходно те прашав нешто околу ова, но еве како главно да кажеме за гледачите. И секако каде можат да те најдат и како можат да те најдат доколку сакаат да им помогнеш за било што. Да, клучот на успехот е целта биде да се променат навиките. Так. Целта не треба да биде да намалам 10 кила. Целта не треба да биде да не знам, изгледам супер за некој настан. Пошто ако мојата цел е да го променам мојот начин на живот, сакал или не икел, јас ќе добијам поразлични резултати. Сакал или не икел ќе се осеќам подобро, сакал или не икел ќе изгледам подобро. Тоа се неминовни работи и клучниот момент од како ќе решам да ги променам навиките е континуитетот. И немањето очекувања, затоа што многу луѓе запираат и застануваат од причина што ако немаат одреден мерлив резултат за 3 месеци, мислат дека ова не функционира. Значи, добар и квалитетен начин на живот, вклучително добра исхрана и физичка активност, на долг рок нема шанси да не дадат резултати. Тоа што можеби познавам некој кој што побрзо од мене направил резултат, тоа што познавам некој дека се јаде, ништо не му се фаќа и така натаму, се само индивидуални исклучоци и случаи на луѓе кои што едноставно имаат подобра генетика во тој дел. Али тоа не значи дека тие лоши навики нема да ја земат својата цена. Можеби нема да ја земат цената во лош изглед, али ќе ја земат цената во некои други проблеми со здравје, чувство и така натаму. Затоа секој за себе индивидуално би требало да превземе одговорност и целта да му биде да ги смени навиките, тоа да го прави во континуитет, да раскрсти со очекувањата и да не се споредува со никој. И во тој случај ќе биде мирен, воопшто нема да се разочарува и исклучиво на тој начин ќе го направи тоа на долг рок. И во делот за каде да ме најдат луѓето, можат да ме најдат на Facebook, Snapchat, Instagram, Coach Јосиф. Можат на фан страната да најдат The Better Nutrition на Facebook, така да
на Google да пишат Јосиф Дамјанов и ќе излезе некаде Така. некој контакт, значи тоа не е проблем да ме најдат. Проблемот е што сакам да постигнам. Така. Јосиф, ти благодарам што беше дел од нашата утринска емисија на оваа актуелна тема. Фала ви вас што ми дозволивте да дебитирам у утринска емисија. Така, се надевам дека повторно ќе бидеш дел од нашата емисија за некоја подруга тема. И јас се надевам исто. Фала ви.